Централен дневник на регионалната К1. Добро вечер, еве ги настаните кои го одбележаат денот. Градежните активности на регионалниот пат Неготино-Криволак се во полнек. Представниците на фолклорните друштва, учесници на интернационалниот фолклорен фестивал на прием кај градоначалникот Славчо Чадиев. Денес се прославува раѓањето на Свети Јован Крстител Иван ден. Градежните активности на регионалниот пат Неготино-Криволак се во полнек. Во моментов се врши проширување и асфалтирање на делот патот со цел наместо постоечките 3,2 метри, истиот да биде со ширина од 5,5 метри и должина од 3 километри до центарот на селото. Градежните активности на регионалниот пат Неготино-Криволак се во полнек. Овој пат ќе биде асфалтиран во должина од 3 километри до центарот на селото со средства во висина од 20 милиони денари, обезбедени од заедничка соработка со Министерството за транспорт и врски. Во моментов се врши проширување и асфалтирање на делот патот со цел наместо постоечките 3,2 метри, истиот да биде со ширина од 5,5 метри. Патниот правец Неготино-Криволак во должина од 3 км и широчина од 5,5 метри, за разлика од претходно кога беше само 3,20 метри, кој беше во доста лоша состојба, е во финална фаза и сега се работи на асфалтирање на проширувањето на тој патен правец, додека финалниот слој од 8 см се очекува за некаде 4 до 5 дена. За 10 дена очекуваме финално да патниот правец Неготино-Криволак биде комплетно завршен. Со завршувањето на сите градежни работи ќе се добие нов современ, проширен и асфалтиран пат од Неготино до Криволак, за кој жителите се благодарни што со асфалтирањето на овој патен правец ќе се придонесе за непречено одвивање на сообраќајот од Неготино кон Криволак и обратно. Придобивките за селото ќе значат многу. До сега се мачеме 10 години, патот беше многу лош. Сега ако се направи, еве се прави, мислам дека ќе биде многу убаво. Нема тие маки што сме ги имале до сега, нема да ги има. И убаво ќе биде за селото. Инаку што да произведеш, не можеш да го однесеш до пазарот. Убаво, значи модерно нешто, да може луѓе да одат, да има се убаво, да му е на возила да не кршат. Нешто многу убаво, за сите, не е само за нас. Општо за сите е убаво. Предходно? Предходно сето дупки беше, сето за никаде, да не може човек да се размине со кола. Сега се проширува? Да, се проширува и убаво е. Убаво е, не е лош, убаво е. Не викам да е лош. Пред да го асфалтираат, каков беше патот? Патот лош беше. Сега убаво е. Досега изградени се подпорни ѕидови, поставен е дренажен систем, а ќе се постави и еластична ограда покрај патот во должина од 1260 метри. Новиот патен правец ќе има карактеристики на регионален пат. Денеска на пресконференција градоначалникот Александар Панов одговори на обвинувањата на СДСМ за зонското паркирање во Кавадарци. Тој рече дека од страна на СДСМ се изнесени небулози и невистини, а сето тоа се правело со една цел – Кавадарци и понатаму да нема организирано паркирање. Изнесените обвинувања од страна на Општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз од Кавадарци дека кавадарчани ќе плаќаат најскап паркинг простор во земјава се невистините, вели градоначалникот Александар Панов. Тој потенцира дека СДСМ ова го прави со една цел – кавадарци и понатаму да нема организирано паркирање.
Дека станува збор за политички маркетинг, доказ за тоа е фактот што сумата која што СДСМ ја кажува за месечно паркирање е всушност за годишно користење на паркинг простор, потенцира Панов. Во обраќањето од страна на советникот имаше прво ноторна лага, кој што е плод или на неразбирање, или пак на манипулација со јавноста, а тоа е дека ќе се плачаат 300 за еден автомобил и 500 денари за два автомобили, и тоа месечно. Да го исправам, советникот се работи за годишен надомест, не за месечен надомест. И пак ќе повторам, најверојатно се работи за неукост или непрочитаност на студијата, во што се сомневам, најверојатно се работи за манипулација со јавност. По обвинувањата на СДСМ зошто комуналната такса изнесува 12, а не 15% од вкупниот приход, Панов со компарација дека во Струмица комуналната такса е само 10%. Втората работа е процентот кој што ние како општина би го имале, а тоа е наместо 15, 12% на комунална такса. За компарација, комуналната такса во Струмица е 10%. Значи, ако 12% се малку како полнење на буџетот на локалната самоуправа, тогаш не верувам дека 10% на Струмица се повеќе. И сето тоа е во рамките на законот, бидејќи законодавецот предвидел комунална такса од 10 до 20%. Целосната студија од јавното приватно партнерство за паркирањето во Кавадарци, како и одговорите од изготвувачот на студијата, а тоа е Центарот за економски анализи, ќе бидат достапни на сајтот на општина Кавадарци, за да се дознае вистината, а не клеветите изнесени од страна на СДСМ, рече Панов. Инаку општината во неколку наврати распишуваше тендер за пронаоѓање на компанија која што ќе располага со паркинг просторот во Кавадарци. СДСМ ја проширува кривичната пријава против директорот на гимназијата Кочо Рацин и кон градоначалникот Славчо Чадиев. Чадиев тврди во случајот работам според законот. За случајот бил известен и Државниот просветен инспекторат, а документите Чадиев ги достави на увид пред новинарите на пресконференција. Општинската организација на СДСМ Велес ја прошири поднесената кривична пријава кон директорот на гимназијата Кочо Рацин до основното јавно обвинителство Велес и кон велешкиот градоначалник на општина Велес Славчо Чадиев. Постои основано сомнение дека, ова е таа иначе кривична пријава, постои основано сомнение дека градоначалникот Чадиев сторил кривично дело несовесно работење во службата, член 353 В од кривичниот законник, и кривично дело непријавување на кривично дело или сторител, член 364 став 1 и 2 од кривичниот законник. Законите мора да важат за сите и подеднакво. Истото се однесува и за оние што не ја преземале мерки за законито функционирање на институциите и установите, пред кои што е должен да врши надзор, бидејќи тоа е дел од функционирањето на принципот на градење на одговорна власт. Панче Иванов има задача со лаги да ги покрива фактите и безидејноста во која тоне партијата на неговиот пајташ аболицираниот Зоран Заев. Ова го рече градоначалникот Славчо Чадиев на пресконференцијата, во која што преку документи и факти покажува дека тој постапува според законот. За случајот бил известен и Државниот просветен инспекторат. Иако не е законска обврска на градоначалникот, чувствував особена обврска и на моје барање беше испратен допис до Државниот просветен инспекторат да се вклучи во целата постапка и да даде своје мислење. Значи сум поднел и барање за тоа. До ден денес до општина Велес не е стигнато известување од страна на Државниот просветен инспекторат. Дополнително, будно ја следиме работата на сите други институции кои што се вклучија во испитувањето на состојбите и соработуваме максимално, транспарентно, се со цел вистината и само вистината да излезе на дело. Чадиев најави дека разговара со правни експерти за поднесување на приватна кривична тужба за нарушување на углед како граѓанин, но и како службено лице. На пат е втората спогодбена пресуда во јавното обвинителство Велес. Станува збор за разбојништвото од 8 февруари годинава, кога на улицата Алекс Одемниевски Бауман две лица маскирани со фантоми на глава нападнале автомобил на обезбедување кој превезувал пари на една комерцијална банка.
Брзата реакција на полицијата резултираше со нивно приведување и наоѓање на парите. Адвокатот Александар Трајановски, кој е бранител на обвинетиот Кемал Ахмети, вели дека по барањето за спогодба сега ќе одлучува вишото јавно обвинителство. Обвинетиот беше информиран за кривичните дела што му се ставаат на товар. Тоа е едно кривично дело недозволено држање на огнено оружје и распрскувачки материи и уште едно дело разбойништво, став 4 од Кривичниот закон на Република Македонија. Поучен за правото дека може да се спогодува со јавниот обвинител, во цело се призна вината која му се става на товар. Па понатаму ќе следи одлука дали спогодбата ќе биде прифатена од страна на Висшето јавно обвинителство во Скопје, потоа следи понатаму и да ја потпишеме спогодбата. Доколку ја прифати, нели очекувате дека ќе ја прифати, нели во секој? Очекуваме дека ќе ја прифати, да, спогодбата, така да се надеме дека во најбрз можен рок ќе се потпише спогодбата и ќе заврши предметот кој беше случен на 8.2.2016 година во Велес. Колку години неофицијално ќе треба да дојде? Па не можам да ви кажам во моментов за колку години, бидејќи мора да добиеме согласност од Висшето јавно обвинителство за однос на иницијативата за спогодбата. Дали можете да ни кажете дали за половина се намалува висината на казната која што според новиот закон за кривична постапка, кога се работи за признание на вина, пред да се подигне обвинителниот акт, кога се спогодуваат обвинетите со јавниот обвинител, казната може да се намали до 50%. Осумдесетгодишна жена од Кавадарци е прегазена од автомобил синоќа во Кавадаричкото централно подрачје, информираше денеска Анита Стојковска, портпарол на секторот за внатрешни работи Велес. Старицата се здобила со повреди и била пренесена во јавната здравствена установа, Општа болница во Кавадарци. Во неа удрил патнички автомобил марка Fiat Punto со кавадаречки ознаки, управуван од 20-годишен жител на Кавадарци. Увид на лице место извршила екипа од полициската станица Кавадарци. Учесниците на интернационалниот фолклорен фестивал на прием кај градоначалникот на општина Велес Славчо Чадиев. Представниците ги пренесоа впечатоците од досегашните видувања на градот домакин, упатија благодарност за топлото гостопримство. Учесниците на интернационалниот фолклорен фестивал денес беа на прием кај градоначалникот. 11 странски ансамбли и фолклорни друштва се дел од 5-дневниот настан. Општина Велеса главен покровител на фестивалот. Градоначалникот Славчо Чадиев упати благодарност до гостите за нивното присуство и можноста одблиску да ја представат секој својата земја и култура. Големиот број на гости е само доказ дека фестивалот година во година станува се поуспешен, вели Чадиев. Нешто што пред 13 години почна срамежливо со неколку групи, денеска представува фестивал каде што имаме повеќе од 24 присутни групи од разни жарнови од културата, каде што доминираат фолклорните традиции на земјите, 11 учесници од странство. Тоа е успех за општина Велес. Ние очекуваме наредната година повторно да се повтори и да се подобри квалитетот уште. Представниците на фолклорните ансамбли ги пренесоа впечатоците од досегашните видувања на градот домакин, како и благодарност од топлото гостопримство и честа да учествуваат на овој интернационален фестивал. Се надевам дека следните денови на добар начин ќе ги представиме ората, песните и носијата од делот на Биледжик и од другата страна, како што ние милуваме да ја наречеме Турција, односно од Трабзон yöresi. Се соочивме со нешто што е над нашите надежи. Пред да тргнеме не очекувавме ваков пречек и ваков фестивал, но веќе кога дојдовме овде и кога видовме колку голема организација и колку труд е вложено за сето да изгледа брилјантно, се зачудивме и навистина фестивалот вреди да се види. We are from the north part of Mexico. Доаѓаме од северниот дел на Мексико, тоа е навистина близко од Тексас, се граничиме до Соединените американски држави. Нашите представници носат облека од сите 32 држави на Мексико, но ова е само делот од Холеско. Right now my student it's a place Местото е навистина прекрасно, многу е различно од онаму каде што ние доаѓаме, но сепак луѓето се многу топли и овдека е навистина прекрасно.
in the festival. 13-тото издание на интернационалниот фолклорен фестивал Велес 2015 продолжува и во наредните денови со настапите на странски и домашни играорци во амфитеатарот на Младинскиот парк. Велес и годинава е домаќин на преку 1000 гости од земјава и странство. Измени за екстерното тестирање. Тоа повеќе нема да биде присутно за упис во средно или на факултет. Наместо од 4-то, учениците екстерно тестирање ќе полагаат од 6-то одделение, а оценките повеќе нема да се впишуваат во свидетелствата. Екстерното тестирање повеќе нема да биде пресудно за упис во средно или на факултет. Ова е новата измена на законот за основно и средно образование. Наместо од 4-то, учениците екстерно тестирање ќе полагаат од 6-то одделение, а оценките повеќе нема да се впишуваат во свидетелствата. Можеби највака суштински е тоа што сега двете оценки од екстерното оценување кај ученикот нема да влегуваат или нема со нив да се пресметува годишниот просек на ученикот, туку во додатно свидетелство ќе стојат овие две оценки, ќе се знае дека тој ученик во таа година екстерно по двата предмета од екстерното оценување ги добил тие оценки. Бодовите од екстерното тестирање ќе имаат значење при уписот на учениците во средните училишта само ако двајца ученици имаат идентичен успех. Предноста ќе оди ке ученикот кој бил подобар на екстерното тестирање. Но сега со законско решение се прави една нова комисија која што на годишна основа или секоја година треба да прави суштинска, содржинска ревизија на тие прашања и ажурирање на прашањата и задачите. И одговорноста на оваа комисија ќе биде многу поголема отколку досегашната. Екстерното тестирање беше воведено во учебната 2012-2013 година со цел да се провери објективноста на наставниците при вреднувањето на успехот на учениците. Оваа година вкупно 178.648 ученици од основните и средните училишта во Македонија полагаа екстерно тестирање. Македонскиот народ го прославува раѓањето на Свети Јован Крстител, или кај народот познат како Иван ден. Свети Јован се раѓа точно 6 месеци пред раѓањето на Господ Исус Христос. Еден од поголемите празници што ги прославува македонскиот народ е раѓањето на Свети Јован Крстител, или кај народот познат како Иван ден. Црквата слави низа празници поврзани со Јован Крстител, но на овој ден се слави неговото раѓање. Свети Јован се раѓа точно 6 месеци пред раѓањето на Господ Исус Христос и е негов претходник. Карактеристично на Свети Јован Крстител е тоа што тој во текот на својот живот крштеваше со вода, и тој успеа да го крсти нашиот Господ Исус Христос во реките Јордан, но тогаш кога дојде Христос да се крштева во реката Јордан, тој вели: не сум достоен, Господи, да те крстам тебе, зашто тоа ќе го правам само со вода. А пак Христос му вели: направи го она што ти е дадено од Бога, а јас пак потоа ќе продолжам да крштевам со Дух Свети. Свети Јован Крстител е син на Захари и Елисавета, брачен пар кој што на возрастни години добил рожба. Захари се молел на Бог да добијат дете, кој пак Бог преку архангелот им го испратил. Кога го добил како благослов, не поверувал искрено, пошто Бог го занемел се до раѓањето на неговиот син, Светиот Јован Крстител. Пресветата мајка Богородица исто така знаела дека Елисавета ќе го роди Свети Јован. Од 1 јули започнаа бесплатните курсеви по англиски, германски и француски јазик за невработени лица до 29 години. Викторија Нуланд во понеделник доаѓа во земјава. Ова се вестите од Македонија. Од 1 јули започнаа бесплатните курсеви по англиски, германски и француски јазик за невработени лица до 29 години, што ги обезбеди Агенцијата за вработување на Република Македонија. Моментално обуката ја посетуваат 225 кандидати од вкупно пријавените 818, а за почеток на секој курс неопходно е да има понамалку 10 лица во групата. Гледаме дека има доста мотивирани млади луѓе кои што сакаат да научат странски јазик, кои што сакаат да постигнат некој ниво на знаење со што би се го лесниле своето вработување и да дадат поквалитетно работно место во иднина, бидејќи сега се невработени и бараат подобра екзистенција и подобра иднина. Ние се обидуваме да
обезбедиме и квалитетни знања за компјутерски технологии, со тоа што нашите клиенти или невработените ќе имаат подобри компетенции, ќе може да се вработат побрзо и да постигнат поквалитетно ниво на вработување. Од 2011 до 2015 година бесплатни курсеви за странски јазици поминале 5325 кандидати, од кои во овој момент се вработени 2477, што според Поповски е добар успех. IT обуки пак засега посетуваат 180 млади, од кои 58 со поддршка на буџетски средства, а останатите со помош на средства од ИПА програмата. Во понеделник на 11 јули во посета на Македонија ќе пристигне Викторија Нуланд, помошник државен секретар на Соединетите Американски држави за европски и за евроазиски прашања. При посетата Нуланд ќе разговара со високи владени представници за билатерални и регионални прашања, вклучувајќи ја и потребата за решавање на тековната политичка криза, поддршка на работата на специјалното обвинителство и создавање услови за кредибилни избори, се наведува во соопштението. Посетата на Викторија Нуланд на Македонија е во рамки на незината турнеја низ неколку земји во регионот, во која се вклучени и Косово, Албанија, Србија и Кипар. Најмалку 25 загинати, меѓу кои 6 деца во бомбашки напад во сирискиот град Хасака. Грција ќе може да се врати на пазарите за хартија од вредност во 2017 година. Ова е светот денеска. Исламската држава ја презема одговорноста за самоубиствениот напад во курдскиот град Хасака, Сирија. Нападот се случил во пекара, а животот го загубиле 25 лица, од кои 6 деца, соопшти Сириската обсервација за човекови права. Исламската држава по нападот соопштила дека истиот бил насочен против курдската полиција, пренесува Ројтер. Директорот на Европскиот стабилизацијски механизам Клаус Ренглин во интервју за Bloomberg изјавил дека Грција ќе може да се врати на пазарите за хартија од вредност во 2017 година. Агенцијата АНАМП пренесува дека Реглин изјавил дека досегашните примери на земјите кои што ја исполниле антикризната програма покажуваат дека земјите излегле на пазарите за хартија од вредност пред крајот на финансирањето на Европскиот стабилизацијски механизам. Германската канцеларка Ангела Меркел изјави дека потезите на Русија околу Украина придонеле Западот да ја загуби довербата во Русија, доколку преку одредени зборови и дела се доведува во прашање важноста на законот и неповредливоста на границите, тогаш секако дека довербата се губи, рече Меркел. Германската канцеларка ова го изјави во германскиот Бундестаг во пресрет на дводневниот самит на НАТО, што почнува утре во полскиот главен град Варшава. Денеска имавме сончево време со умерена облачност. Максималната температура го достигна 33 степен. Метеоролозите и за утре најавуваат слично време. Со оваа информација го завршуваме ова информативно издание. Пријатно!